Центрите за култура, здравствените домови, центрите за социјална заштита кон средината на наредната година може од државна да преминат под локална капа. Ова го најави претседателот на владата Зоран Заев, кој посочи дека за зголемување на фазите на децентрализација на општините, локалните власти секако треба да покажат стабилно финансиско работење. Тоа значи и нови чекори на финансиска децентрализација и во делот на пуштање на делот процентите или средствата од данокот на додадена вредност, кој што ЗЕЛС ги има како своја аспирација, и персоналниот данок на доход, но и паралелно нови надлежности према општините. Ако средината на годината веќе видиме зголемена капацитетност на самите општини, ние сме подготвени центрите за социјални работи да ги пуштиме на општините, здравните домови, домовите на културата, одредени дејности од јавните предпријатија, како што изведбата на регионалните патишта, како што изведбата на системите за наводнување, одредени приходи да ги зголемеме, кои што досега не се приходи на општините по други основи, но очекуваме исто така и од општините да подобрат својата наплата на данокот на имот, на фирмарината, но и наплатата на комуналиите или приходите од продажба на градежно земјиште, односно да покажат паралелно капацитетност за севкупниот раст и развој на Република Македонија, затоа што тие се сериозен партиципиент во севкупниот раст и развој на нашата земја. Заев посочи дека по локалните избори есента 2017 година општините должеле повеќе од 6 милиарди денари. Ако на тоа се додадат и долговите на локалните предпријатија заедно со локалните институции со дополнителни 8 милиарди денари, тоа се 14 милиарди денари или близу 250 милиони евра, рече Заев. Еден дел од тоа општините го успеа сами да го менеджираат, другиот дел сега ќе се исплати со 50 милиони евра кои што владата со ребалансот за 2018 година го обезбеди, и почнуваме со тоа да ги зајакнуваме и враќаме општините во нормала во Република Македонија. Процесот продолжува понатаму, 70 милиони евра уште во првиот квартал 2019 година ќе почнат да се имплементираат за локални патишта, 50 милиони евра дополнително пари за водоводи и канализации, 12 милиони евра имаме веќе обезбедени за водоводи и канализации, 35 милиони евра ќе бидат од ТАФ распределени во општините уште почетокот на 2019 година. Светска банка обезбеди 30 милиони евра за детски градинки, од кои што 16 милиони евра се за градба на нови детски градинки или реконструкција на постојните. Преку ИПА програмите некаде се заокружуваат повеќе од 40 милиони евра за делот на прочистителни станици, за делот на депониите кои што ќе се отварат во Македонија, односно се афирмира некој буџет кој што во следниот период би бил поголем од 230 милиони евра. Од владата најавуваат со помош на ОПСЕ и со помош на анализите од Светска банка, но и други меѓународни организации, до крајот на првиот квартал да финишира подготовката на Македонија за следни фази на децентрализацијата на власта.